Добар ден и добре дојдовте во новото издание на подкастот Ваш педијатар. Денеска ќе зборуваме за предвремено родените деца, за причините кои доведуваат до предвремено раѓање, за тоа како изгледа престојот на оделот за неонатална интензивна нега и каква е можноста за поврзување на новороденчето со родителите во овие специфични услови. Меѓу нашите теми ќе биде и лактацијата и нејзиното одржување, а ќе одговориме и на прашањето дали прематурчињата треба да се вакцинираат според редовниот календар за имунизација или пак треба да го одложат примањето на вакцините. Кога предвремено родените деца се изедначуваат во развојот со терминските бебиња и како изгледа моментот на напуштање на болницата, односно колкаво е задоволството кога предвремено родените дечиња ќе дојдат и ќе ги поздрават докторите кои се грижеле за нив во најтешките моменти. На оваа тема ќе разговараме со примариус доктор Душко Фидановски, доктор на медицински науки, специјалист педијатар неонатолог и еден од основоположниците на првото оделение за неонатална интензивна терапија на клиниката за детски болести во сега веќе далечната 1990 година. Токму оттаму и започна интензивното лекување на предвремено родените деца во земјава, што значително го подобри преживувањето и квалитетот на живот на прематурните деца. Благодарение на формирањето на ово оделение, денеска во земјава функционираат неколку оделенија за интензивна терапија на предвремено родени деца во државава. Доктор Фидановски, добро дојдовте. Ви благодарам што ја прифативте нашата покана и што најдовте време да бидете гостин во Ваш педијатар. Благодарам на поканата, задоволството и мое да разговараме на оваа тема. Според Светската здравствена организација, приближно половина од сите предвремени породувања се должат на непознати причини. Околу 30% се должат на предвремена руптура на мембраните, а 15 до 20% се должат на медицински причини како што се преекламсија, плацентарна абрупција, интраутерина рестрикција на растот или елективни предвремени породувања. Други причински фактори поврзани со предвремено раѓање вклучуваат и претходни медицински состојби, генетика, влијание од околината, третмани за неплодност и несоодветна пренатална грижа. Непобитен факт е дека предвременото породување може да се случи секому, па дури и кога идните мајки буквално прават се по пропис и како што треба. Апропо податоците на СЗО, ме интересира, што кажува вашето досегашно искуство? Кои се најчестите причини поради кои доаѓа до предвремено породување? Дали светските трендови важат и кај нас и зошто постојано расте бројот на предвремено родени деца? Да, дефинитивно е тоа така. Недоносеноста представува еден, да речам, проблем кој што е пред се здравствен проблем, меѓутоа и економски и социјален проблем, заради тоа што се работи за една состојба која што бара голем ангажман, еден пристап мултидисциплинарен во решавањето на проблемите на кои што потоа се среќаваме со третманот и со растот и со развојот на таквите деца, кој трае практично со години, така да се работи за една проблематика која што е доста комплексна, како што рековте, голем број од причините се познати, меѓутоа некаде, тоа е точен податок, 50% навистина не знаеме што точно се случува, зошто настанува предвремено породување. Она што е тренд во последните 30-40 години можеби е дека постојано расте процентот на недоносените деца, односно на предвремено завршувањето на бременоста пред време, тоа се тие полни 37 недели. Се смета дека некаде сега во моментот процентот на недоносеноста или на недоносените деца кои се раѓаат на светско ниво е некаде околу 10,6%. Се движи, значи, некаде од 8 до 15-16%, зависи од подрачјето од популацијата, има и расна предиспозиција, некои раси повеќе имаат поголем процент на недоносени. Причините се мултифакторијални, како што и вие кажавте. Механизмите се многу сложени, меѓутоа она што е причина за да дојде до предвремено породување, веќе и вие го спомнавте, е тоа предвремено и обично пролонгирано прскање на плодовите обвивки. Тоа е едната работа. Втората работа е промените во она грло на матката,
кои настануваат од тие голем број на фактори кои што можат да влијаат, и третата работа е појавата на предвременото контрахирање, односно грчење на мускулите на матката, на утерусот. Тоа се тие три работи кои што се причина, една од тие или сите три или две од нив ќе доведат до предвремено породување. Голем број се факторите, значи од начин на живот, од начин на исхрана, употреба на алкохол, употребата на цигарите, значи пушењето е исто така многу битен фактор кој значено влие на процентот на недоносеноста. Болестите кои што постоеле уште и пред бременоста, значи хронични заболувања од типот, да речеме, на диабет, астма, прекомерната дебелина, обезитетот исто така е една од причините, меѓутоа и жени кои што се со ниска тежина, значи со помала тежина од нормалата, исто така се предиспонирани предвремено да се породат. Возраст исто така е многу битна. Начинот на животот, пред се мислам дека една од причините главни кои што во последно време и се наведува како едно од неколкуте фактори кои се причина за порастот на недоносеноста е секојдневниот стрес кој што го доживуваме од различна природа. Дали е тоа стрес на работа кој го доживуваме, обидувајќи се да одиме напред, да напредуваме, да се надпреваруваме со другите, преку стресот кој ни го прават, да речам, предпоставените или ние им го правиме на вработените, потоа стресот поврзан со стравовите кои се присутни во последно време заради можност од епидемии, имавме ковид, се плашиме сега, можеби ќе имаме некоја друга епидемија, земјотреси, војна, така да сето тоа енормно влие на механизмите во организмот кои што можат да придвижат една каскадна реакција која може да доведе, да речеме, до ако се работи за бремена жена или за предбремено породување. Еден од факторите исто така кој придонесува да расте процентот на недоносеноста и на предвременото породување е секако и големиот процент на повеќе плодни бременности. Значи, се повеќе бременности се со повеќе од еден плод, значи близнаци, тројки. А тоа е па поврзано со техниките, технологиите на асистираната репродукција и тоа што таа носи со себе, значи една од причините да се појават повеќе плодови, а тоа е и непосредна причина да дојде и до предвремено породување. Инфекциите исто така не треба да се занемарат и тие се во пораст. Тоа се генито-уринарни инфекции кај жените кои што ние велиме инфекции кои асцендираат, кои што се искачуваат. Значи тоа се од уринарните патишта, од влезот на уринарните патишта кои што потоа можат по родилните патишта и по уринарните патишта да се искачат и да ги зафатат плодовите обвивки, да предизвикаат воспалителна реакција и да бидат причина за нивно прскање и еве тоа доведува до предвремено породување. Тоа се тие неколку, мислам, фактори кои што се спомнуваат во последно време како главни причинители зошто имаме пораст на недоносеноста и на предвременото породување. Само како еден податок, значи во последните 30 на 40 години бројот на предвремени породувања се зголемува за 30%. Што е навистина фрапантна бојка и станува збор за некаква тивка криза на недоносеноста, така и постои еден термин во англосаксонската литература која во последно време се многу форсира, а која се однесува токму на оваа практична епидемија на недоносени деца. Генерално, секое бебе кое е родено пред 37-та гестацијска недела спаѓа во групата на предвремено родени деца. Оно што ме интересира е која е граничната недела во која што на новороденото му се дава шанса за живот, односно под која недела се смета за комплетно и матурно дете. Така.
по дефинициите што ги дава Светска здравствена организација, се што е над 22 гестацијска недела, најмалку тежи 500 грама и има знаци на живот во моментот на раѓањето, веќе е живородено бебе и дете кое што би имало некакви шанси за преживување. Меѓутоа, ако ги гледаме статистиките на што се случува со децата кои што, овие се деца кои бараат интензивен третман, зависно од гестацијската старост во која што се раѓаат, она што е под 28 недела, веќе се работи за екстремна незрелост, значи тоа се деца најчесто под 1000 па и под 800 грама, каде што процентот на преживувањето е помал. Значи, како се приближуваме кон таа граница негде 23-24 недела, процентот на преживувањето е многу мал, значи некаде околу 30 до 40% максимум. А како се придвижуваме кон 28-та гестатска недела, кон 1000 грама, веќе некаде околу 75 до 80% од тие деца преживуваат. Се зголемува процентот. Се зголемува процентот на преживување, меѓутоа ова е едната страна на приказната, другата страна е каков квалитет на живот имаат понатаму тие деца. Главниот проблем кај недоносените деца и децата со мала тежина што се раѓаат е тоа каков развој ќе имаат, дали ќе имаат развојни проблеми, дали ќе имаат некакви отстапувања од нормалата и каков ќе биде, како што кажавте, квалитетот на животот. Така да и тоа е многу важно. Повторно ќе речам, значи се што е под 28 недела веќе ризикот за потешки хендикепи од типот на церебрална парализа, проблеми, невролошки испади, когнитивните способности ниски, појава на тешко слепило, глувост и така натаму се зголемуваат. Како гестацијската старост расте, така се зголемуваат шансите да тоа дете не само што ќе преживе, него да има и еден сосема нормален и квалитетен живот. Веќе децата што се, значи, над 28 недела, 30-31 недела, веќе преживувањето се движи до 100% и многу мал процент од тие деца имаат некакви развојни, да ги наречам, проблеми или проблеми со другите, не е само централниот нервен систем, мозокот. Оној кој што страдат и сите други органи кои се незрели, неразвиени, кои треба да се развиваат, меѓутоа најосетлив, највулнерабилен е мозокот и оштетувањата кои настануваат на мозочињата се трајни и непоправливи. Значи се друго може и да се компензира, да се можеби надокнади, да го превземе некој друг дел функцијата, меѓутоа мозочните оштетувања се навистина непоправливи. Предвременото раѓање најчесто подразбира престој на бебето на оделот за неонатална интензивна нега, што од друга страна разбирливо значи дека родителите не можат да си го земат бебето со себе дома по раѓањето и мора да чекаат до моментот кога тоа ќе биде во можност да ја напушти болницата. Се работи за измешани чувства, но сепак родителскиот инстинкт е посилен и родителите се оние кои што секојдневно, па некој пат и во денот и повеќе пати доаѓаат во болницата за да го видат своето малечко. А тоа пак е и начин за поврзување со него. Што им е дозволено на родителите да прават додека бебето е во болница? Се работи за престој во посебни единици, во кои што има и ограничен можност за движење и соодветни протоколи за престој и за начин на комуникација со пациентите, дури тука не може да влегуваат и медицински персонал од други одели, бидејќи престојуваат овие незрели бебиња, кај кои што незреле имунолошкиот систем и одбранбените способности се многу слаби и една од опасностите кои што кај нив постојат како можност од компликација од незрелоста не е само белите дробови кои се незрели, реков и другите органи, меѓутоа и можноста да настане инфекција. Токму заради тоа постојат специјални протоколи и начини на движење, на превземање на мерки за да се спречи евентуално внесување на некаква инфекција или трансмисија на инфекцијата која би била погубна за овие деца, меѓутоа тоа не значи дека родителите се комплетно одвоени и не смеат да бидат одвоени, бидејќи престоите во оделите за интензивна нега се долги.
колку е понезрело бебето, толку подолго време престојува. Всушност, тој период кој што требало да го помине, значи интраутерино, го поминува надвор од мајката, меѓутоа во услови вештачки кои што би требало да ги имитираат тие идеални услови кои што постојат пренатално, така да престоите се долги и им се овозможува на родителите и на мајката и на таткото, значи на двајцата родители, да што почесто престојуваат во делите, тие поминуваат едукација, како треба да се однесуваат, што треба да имаат на себе, што не треба да имаат, како да ги измијат рацете, можат да контактираат со бебето, задолжително е контакт на мајката со бебето, па и на таткото. Сега се оди на опција, она што е најголем тренд во светот моментално е постоење на интензивни неги кои што се еднокреветни, да ги наречам, значи секој дете си е во своја соба, бебе заедно со родителот, со мајката, која што подолго време престојува. Да, значи ги нема веќе, се напушта оној принцип на отворен принцип на нега, каде што во една голема просторија се сместени поголем број на оние на инкубатори. Сигурно сте имале прилика да тоа го видите, значи тоа веќе полека се напушта, него се оди на боксови, така да ги наречам, кои што се одвоени еден од друг, меѓутоа во кој што се формира една средина во која што престојува бебето, тука е медицинскиот персонал, меѓутоа тука е и мајката. Дури и се оди на опција да што подолго време биде детето во контакт со, директен контакт со кожата на мајката. Тоа е тој кенгуру метод на згрижување, кој што е сега тренд насекаде во светот. Тоа е она што ние го форсираме на почетокот и секогаш бараме да, кога ќе се роди бебето, да биде во контакт со мајката. Тоа е оној контакт кожа со кожа. Skin to skin. Skin to skin контакт познат, кој што овозможува да всушност најдобро се адаптира бебето на надворешната средина. Откако ќе се роди, оној стрес кој го доживува од се она што пред тоа го немало, сега наеднаш се случува околу него, од звучни, визуелни и други ефекти кои се многу непријатни за него, контактот со мајката и со кожата, не само што овозможува негово смирување, туку и најдобар е начин за онаа терморегулација, значи нормализирање на температурата, бидејќи разладувањето на бебињата после породувањето е еден од најголемите стресови кои што може да им се случи. Дури во одели за интензивна нега, каде што лежат тешко болни деца, кои што се приклучени на голем број на апарати, да речам, од апарати за мониторинг, апарати за континуирано спроведување на терапијата и респираторна, меѓутоа и сета друга терапија, парентерална, оние лекови што треба ги добиваат, и такви деца кои што се буквално обкружени со голем број на апаратура и со разни жици, антени, контакти, и тие деца им е овозможено и во тој период, значи во најтешкиот период на престојот, да бидат во контакт со мајката, значи да не бидат одвоени. Дури трендот е да постепено, значи под надзор на сестрата, да мајката учествува во згрижувањето на детето, да се грижи за детето, да спроведува некој од тераписките постапки кои што може да ги таа прави. На овој начин на згрижување и овој кенгуру метод на грижа довел до значително намалување на смртноста, меѓутоа и на морбидитетот, значи на компликациите кои што се појавуваат кај овие деца. Затоа е форсирањето и одењето на тој начин да што повеќе се во контакт и физички контакт, не само во иста просторија, него да бидат една нераскинлива врска која била прекината пред време и насилно, да речам, сега да се повторно воспостави, за да може да таа адаптација се успешно спроведе. Токму таа врска, покрај се ова што вие го кажавте, е и главна за воспоставување на лактацијата кај мајката. Зошто е битна и како да се одржи лактацијата додека бебето е на неонатална интензивна нега? И колку често мајките успеваат во тоа, имајќи предвид дека мајчиното млеко е најдобрата идеална храна за бебето?
колкава количина на млеко има потребна на овие бебиња? Потребите се менуваат зависно од состојбата каква е, во каква состојба се наоѓа детето, колку може да ја прими храната и која е неговата возраст, која е неговата гестација. Ние гледаме што побрзо да го зголемиме внесот на храна и таа храна да биде мајчиното млеко. Ако е таа идеална за терминските новородени, за недоносените навистина од непроценливо значење, дури да се работи за, значи количината воопшто не е ни толку битна на почеток, дури неколку капки се доволни за стимулирање на неверојатниот имунолошки одговор кој што се случува бидејќи продукцијата на елементите кои учествуваат во создавањето на имунитетот, односно во борбата против инфективните агенси, се наоѓаат тие рецептори уште во устата на новороденото, така да доволно е са неколку капки, дури се оди на опција да се не да се капнат него и да се пребрише устната празнина со мајчиното млеко и тоа е доволно за да дојде до едно стимулирање, така да е од непроценливо значење. Велам уште пред малку реков дека количината не е ни толку пресудна колку што е важно да е тоа мајчиното млеко. Да не зборуваме за нутритивните потреби кои се комплетно задоволени и каков бенефит представува таа храна за развојот на незрелиот дигестивен тракт на незрелото прематурно новородено, бидејќи едно од најчестите компликации кои што се јавува кај овие деца е поврзано со користењето на храна која не е мајчино млеко, е така наречениот некротичен ентероколит. Се работи за еден воспалителен процес на цревата, на дигестивниот тракт, кој што е една од најчестите компликации, тешки компликации кај недоносените, токму заради тоа што не се употребува мајчино млеко, туку се употребуваат замените како што се формулите, иако се тие специјални нели за недоносени, меѓутоа сепак употребата на мајчиното млеко во голем процент ја намалува оваа компликација. Така да ние бидејќи се уште не сме дојдени до тоа ниво, зборувам за оделите кај нас во нашата земја, да можат мајките да бидат постојано тука, се организираме по принцип на користење на мајчиното млеко. Мајките доаѓаат откако ќе напуштат болницата, тие секојдневно, некогаш и неколку пати во текот на денот, за да го посетат бебето, да бидат во контакт со него, меѓутоа и да го остават своето млеко. Значи тие се испумпуваат, постојат специјални простори за тоа, постојат специјални фрижидери каде што ги складираме, каде што го складираме мајчиното млеко. Секој дете си има свој дел од тој фрижидер каде што е храната спремна за него и потоа го користиме млекото во исхраната на новородените, така да е многу важно, значи, да се воспостави лактацијата. Воспоставувањето на лактацијата токму веќе рековме дека е преку контактирањето со бебето секојдневно, гледање, слушање, чувствување, сето тоа многу влијае кај овие жени кои пред време се породиле и кај кои што во принцип, бидејќи прематурно дете родиле и се породиле пред 37 недела, подоцна се воспоставува лактацијата. Сето ова треба да се направи за да сепак се добие мајчиното млеко, кое е навистина од непроценлива важност за лекувањето, не само за исхраната, него за лекувањето на овие недоносени. Наредното прашање би било нешто што веројатно многу пати ве прашувале, но тоа е неизоставен дел од оваа тема. Која е возраста кога прематурчињата се изедначуваат во развојот со терминските бебиња? Тоа е повторно поврзано со во која гестацијска недела се родиле. Значи, постои тука една поделба на екстремно незрели, веќе ги спомнавме пред 28 гестацијска недела. Потоа доаѓа една група на, тие се деца, значи под 1000, под 800 грама од прилика некаде, потоа доаѓа една група на деца кои што тежат меѓу 1500 и 2000 грама, тие се тие деца што се раѓаат некаде меѓу 28 и 32 гестацијска недела. Тоа се помалку незрели, умерено незрели да речам новородени, и третата група на
недоносени деца, тие се негде од 34 до 36 недела, кои се блиску до термин и кои што всушност не можам да кажам дека немаат никакви проблеми, меѓутоа сепак имаат многу помалку проблеми и многу полесно го надминуваат овој период на лекување, на адаптација на надворешните услови, отколку овие што се раѓаат пред време. Колку понезрело, колку попред време се роди бебето, толку ќе му треба подолго време да ги стигне своите врсници, односно тие деца кои што се родиле во термин. Се смета дека овие екстремно незрели деца им е потребно некаде 2 години од прилика, значи некаде после 24 месеци веќе се изедначуваат по однос на моторичките способности, ментални способности со децата кои што се врсници, а кои што се родиле во термин. Од прилика тоа е така. Значи тие треба многу интензивно, брзо да растат, за да ги стигнат, меѓутоа сепак ги настасуваат. Тие што се раѓаат подоцна, значи што се они умерени или скоро во термин новородени, тие максимум 1 година, неколку месеци им е потребно за да ги стигнат во развојот децата кои што се нивни врсници, а се родиле во термин. Предвремено родените бебиња мора да го одложат својот календар за вакцинација. Дали ова вистина или е мит? Па, во принцип да, бидејќи тоа се деца со многу мала родилна тежина, незрели деца кај кои што треба да созрее малку имунитетот, имунолошките механизми да се воспостават за да може да одговори соодветно на вакцината. Тоа е едната работа. Обично чекаме да добијат некоја тежина од 2000 до 2500 грама, значи ако се родиле со 1000 или 1500 грама, треба да поминат неколку месеци, најмалце 2 до 3 месеци, за да дојдат во период кога веќе сметаме дека ќе можат добро да одговорат на вакцината. Не е тоа заради некоја друга причина, токму за да има ефект од давањето на вакцината. Втората работа е дали добивале некакви медикаменти во текот на лекувањето кои бараат одложување на вакциналниот процес. Пред се мисли на давање, многу често овие деца имаат потреба од добивање на трансфузија на крв и на крвни деривати. Секој аплицирање на вакви продукти пред се на крвта бара одложување неколку месечно на вакцинирањето од моментот кога е крвта дадена, така да тоа се двете најчести причини, значи тежината, созревањето и дали нешто примале некаква терапија која бара одложување на вакциналниот процес. Иначе процесот на вакцинација потоа е ист како и кај... Си тече нормално. Да, си тече нормално. Сосема за на крај на овој подкаст би сакала едно прашање, ме интересира како вие се чувствувате кога ќе им го дадете бебето на родителите, кога ќе излезе од интензивната нега и од болницата, кога борбата ќе заврши успешно. Дали ви се случува да ве сретнат на улица, да ве поздрават, да ве прегрнат, да ви се заблагодарат за сета таа безпоштедна борба за нивното најмило? Какви чувства се јавуваат во вас кога ќе ги видите тие прематурчиња пораснати? Да. Па, навистина чувствата се восхитувачки, се многу пријатни, тоа е нешто што може само да се доживее, не може да се раскаже, да се пренесе. Меѓутоа тоа е навистина најголемата награда што можеме да ја добиеме, бидејќи се работи навистина за вложен огромен труд, многу непроспиени ноќи, многу грижи, многу големи стресови кои ги поминуваме заедно со фамилиите, значи тука се и родителите, меѓутоа и поблиската и пошироката фамилија, работи голем број на медицински персонал, тука се медицински сестри, доктори од различни профили, значи субспецијалисти од различни специјалности. И испишувањето, отпуштањето дома во домашни услови е, велам, само една од добиените битки. Војната не е завршена, затоа што кај овие бебиња и понатаму продолжува грижата за нив,
Меѓутоа се чувствува едно големо олеснување, една голема нова победа и навистина една награда која што се добива, после која се заборава на сето она што вие сте го доживеале навистина во тие тешки моменти кои сте ги поминале. Тоа се веќе се заборава и понатаму продолжува. Велам, ова е само еден дел од нашата работа, потоа тие деца се наши пациенти со години. Посебно во првите неколку години, некаде до училишна возраст, многу интензивно се гледаме, се среќаваме, бидејќи имаат потреба од следење, од понатамушни консултации, се појавуваат и проблеми понатаму, кои што можат исто така да бидат доста сериозни и за кои е потребна медицинската грижа. Инаку се случувало, нели, да се среќаваме и после многу години сме се веќе заборавиле, иако кога ќе го видите пациентот се сеќавате на моментите, на секој момент што се случувало и како се случувало и се враќа целиот тој филм. Дури мислам дека се сеќавам и на местата каде што престојувале на оделите и што се случувало и што све требало да биде, и на лошите и на добрите моменти. А секогаш кога разговараме со родителите, кога ќе им се роди предвремено родено дете кое треба да биде да престојува на оделот за интензивна терапија, им велам дека не чека заедничка борба, долг пат да се изоди, ќе има и убави моменти, ќе има и помалку убави моменти, меѓутоа со заеднички напори, со давање на едни на други на позитивна енергија, на крајот ќе се секако ќе се извојува победата, меѓутоа не чека долг пат да се изоди, дека треба да се има само големо трпение. Така да тоа и така обично се случува. Доктор Фидановски, ви благодарам многу на гостувањето и ви благодарам многу на исцрпните одговори. Ве чекам во некоја наредна прилика. Благодарам, со задоволство ќе одговорам на секое ваше барање. Благодарам уште еднаш.